на секоја една невеста е нејзината свадбена веселба да биде според зацртаниот план, а таа пак да изгледа совршено. Венчалниот фустан во стилот на пепелашка е можеби најпосакуваната кројка на идните невести. Пред да ја донесат конечната одлука за тоа како ќе изгледаат на денот кога ќе го кажат официјалното да, ќе може да го посета сајмот за венчавки 2017, кој ќе се одржи од 17 до 19 март во Александар Палас. А таму пак своја колекција ќе представи Елена Лука, која ја опишува како романтична и раскошна. Морам да кажам дека располагаме со една богата колекција на венчаници во различни конструкции. Ќе ја потенцираме, да кажеме, таа принцес конструкција, која што е можеби соодветна за секој тип на девојка, без обзир на килажа и на сето тоа. Така да во горниот дел тие се корсетирани венчаници, кои што се богати со многу тантела, со уникатни орнаменти на тантелата, со француски тулови, со органзи, меѓутоа високо квалитетни материјали кои што ги увезуваме од страна, со огромен број на часови на рачна доработка на секој модел. Покрај оние класични венчаници без рок на траење сместени во категоријата Evergreen за идните млади, предизвик се и сирени венчаниците. Морам да кажам дека имаме и конструкција на сирени венчаници, кои што следат линија на тело, тие се исто соодветни за одредени конституции на идни невести, да речеме. Следат линија на тело, меѓутоа се исто богато извезени со многу тантела, некои се со француски тул, со многу камења, некои се изработени само од бисери, некои се слојни и така натаму. На самиот саем моделите со подпис на Елена Лука ќе ги носат и македонски јавни личности. Ќе има личност која што еве сега да кажеме како тајна, иако отприлика знае македонската јавност со кого ние соработуваме, кој што ќе биде дел од програмот на сајмот и каде што ексклузивно ќе се представи во еден од моделите на Елена Лука од венчаниците. Модната куќа Елена Лука ги следи светските трендови кога станува збор за венчални фустани, но секогаш одат на варијанта истражување на пазарот, па потоа пласирање. Венчаниците кои што се во убава бела боја, меѓутоа и тие што се во шампајн, бела боја, перла нијанса, да кажеме, на некои од боите, пастелни нијанси, меѓутоа и имаме и дел на светло капучино нијанси, имаме и роза, имаме и многу необични венчаници кои што се за посмели девојки зависно од стилот на живење. Да кажеме, дури имаме и детали од црни елементи во самата венчаница и во самата конструкција се различни и се разиграни. Имаме кратки венчаници кои што дозволуваат секаква боја. Така да не сме многу лимитирани, да речеме дека тенденцијата и таа ќе биде за оваа година. Искуството што вели можеби најнеобичната венчаница која што досега имате изработено, како изгледаш? Сме имале панк рок варијанти на венчаници. Размислувам многу бројни такви типови на венчаници, асиметрични кроеви, еве во црно-бели нијанси, нијанса на сиво со црно, рачно цртани венчаници, работено на материјалите, многу смели кожени венчаници, да речеме, со многу делови од така кожни апликации. Едноставно многу смели варијанти, многу екстремно кратки венчаници, меѓутоа кои што одат во неколку слоја. Да кажеме, тоа е склоп на венчаница кој што во текот на вечерта самата невеста ја ги ослободуваме од делови, ја расклоплива, да кажеме. Невестите знаат да носат и чизми, необични чевли, патики, да, дефинитивно природно. Во тој момент и младоженецот комплетно му правиме аутфит за самиот ден, да соодветства со тоа што е на невестата. Тоа практично е цел концепт на една веселба која што осмислува интериер кај што тие ќе слават и музиката им е таква и во тој дух правиме многу експерименти. Можеби најинспиративната невеста за еден моден дизајнер е токму онаа со послободен дух и која целата замисла за свадбената веселба ќе ја препушти во рацете на креаторите. Овој пат 50 на модели од новата колекција за невести на Елена Лука ќе бидат представени на саемот за венчавки. Млади, денот и одлуката се ваши.